Абе 7 психијатри треба да ве прегледат, бе, цел конзилиум психијатри. Ама реков, не се нервирам појче. Не се нервирам појче, така реков. Кај Гол Хасан, таму и сите турци. Јас и мојот маркетиншки тим решивме затоа да направиме наш производ. Откако видовме дека сакате да го такис и сакате да го примате, ние решивме да пакуваме наш пријалог за идните генерации скопски глупи деца и други, нели, во Македонија глупи деца. Ова е традиционален, напоменувам, се работи за традиционален македонски пријалог, но ние го ребрендиравме, го амбалажа, нова амбалажа го ставивме, нели, во лименка, да биде тоа многу помодерно. А нашиот производ, она што ние го правиме и што мислам дека ќе ги потрефи вкусовите на сите, нели, глупи деца во Македонија, производот е фактички пакуваме солен салеп у лименка. Солен салеп. Таков, густ. Бел, убав. Лигав. Ако стапнеш на него, можеш да се лизнеш, да паднеш на теме, незгодно да се повредиш, скршеници, ово на череп. Зошто е солен? Тоа бе се, бе... Да, тоа е мистеријата, од кај сега салеп па солен. Зошто е солен? Солен е затоа што животот ни е благ. Премногу благ, сладок живот. Долче вита, прекрасен. Нели малку да смениме, бе, доста ни од благо, бе, благ живот, благо. Дај нешто солено, бе. Затоа што ние како нација обожуваме салеп, бе. Секој дневно голтаме салеп. Само кришум, тоа не е нешто што можеш ти салеп на јавно место да го голташ. Мора да интимност треба негде. Вака на отворено, проматка, отвори лименката, окей. Ако ти испрска полиција или гради, се салепе, органска работа. Ќе се исуши, можеш да го избришеш. Али битно е да натегнеш и гъташ. Тоа фуче салепот, фуче. Полн со белковини, минерали, јаглехидрати, протеини, витамини. И не смееш, бре, тоа е толку убав напиток, бе. Не смееш да дозволиш да ти капне на страна ништо од лименката кој пиеш. Солен салеп за секој граѓанин во Северна Македонија. А ние веќе, како професионалци, разговаравме со една компанија да ни го полни, само ни рекоа не можело на лименката да стои македонски солен салеп, затоа што Грција ни го земала поимот македонски. Знаеме, јас им реков, им вратив на забелешка во мејлов што ни ја пратија, го знаеме тоа, свесни сме. Солен салеп пија и нашиве овие у политичариве, што беа у Преспа, кој ни го менува името, да, тамо имаше солен салеп на трпезата после подпишувањето, тоа. Ама капка! Не остаа нашите да капне, преубаво беше, мислам, стварно и грците тоа, каков салеп еден им спремија, им сервира, тоа, свака част. А грците нормално, грците си пија узо, дзацики узо. Тие бело, ама и нашиве бело, нашиве малце побело, погусто, малце така по... Добро, марамараско ќе ставиш узото и оно малце ќе сгусне, ама некако салепов нашиве што им да го пијат, не е толку густо. Ама како вика старите, кој што се заслужил. Затоа на нашиве после устане им се отвараше кој се врати од Преспа. Од толку салеп многу што изголтаа, тоа им се враќаше назад и кога се вратија после нивица тука, многу не збореа ги, немаше по медиуми, нели, тоа им се враќа салепот назад. Ама јаки се они, они имаат неверојатни капацитети за да голтаат салеп. Чути што ми текна на идеја, од секое лошо излезе добро, кој што вели нашиот народ на Фејсбук. И децава е упао да ги учиме од мали нозе на органска храна. Не, тамо некои вештачки глупости, такис го прима. Не бе, го примивме ние такис одамна. Сега е време за солен салеп од лименка. И да не се секирате. Пошто нели, тој ќе се рекламира као солен салеп од Северна. Така?
И нормално у тој случај веднаш Северина ја ангажиравме, се нафати да го рекламира, вика имала искуство со солен салеп и на телевизија, на видео, на ова, на она. Да, и дека рече дека може тие нејзини искуства, нели, да ги примени и во нашава кампања. Ја додуше за тоа прв пат слушам, викам, кога се Северина на видеоклипчиња нешто голтала солен салеп, не ми текна, ама добро. Викам, не, зашто не и верувам, мислам. Така. Магарешка кашлица, кокошкино слепило, кравјо лудило, свински грип, птичји грип, овчи сипаници, мајмунски симпаници. Што е бе следно? Ало, телешка треска, зајачка тахикардија, студена муда од лабуда. У пичку матар! Од која знаеме за себе сите се плашат од нас? Се огласи пред некој ден министерот за унутрашни органи и одвали една огромна мисла достојна за председателски кандидат на екипата во заминување. Сите го погледнавме онака накриво, а заменикот министер од Doing Business само му се насмеа со крикот: "Хој ти, ле, 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 ле." Пам-пам-пам, лап-лап-лап, машки стоп, лап-лап-лап-лап-лап-лап-лап, лап-лап-лап-лап-лап-лап-лап-лап-лап, машки стоп. Јас сум Сашо Тасевски, а ова е Преку Тасевски шоу. Ова шоу не се прави да се покажам јас колку сум паметен или колку сум голем патриот. Не треба сам на себе да си се докажувам. Ова шоу се прави за да ни се отварат очите и да се обидеме да ги исправиме, нели, неправдите. Исто така, секој комичар ги кажува работите онакви какви што се, а не завиткани во обланда, освен оној Зеленски. Војна, опустошена, поделена, која има 15 милиони бегалци во ЕУ и светов, која е пред тежок воен пораз, која загуби 23% од територијата кој никогаш нема да ги врати, која уште кој знае што ќе загуби, доби зелено светло за преговори со ЕУ. А ние добивме еден Дик Трейси. Дик Трейси во ладна вода. 8 дел. Ама ние сме навикнати на Дик Трейси. Уствари, ние го лапкаме Дик Трейси. Си го лапкаме Дик Трейси. Трајси. Европа ни го начука Дик Трейси. Дик Трейси до крај. Немиен. Кој знае по кој пат. И така, СДС кој што смени име на државата, кој што договара со Бугарија по бугарчување на македонскиот јазик и историја. Дик Трейси. Договара промена на име на јазик само за влез во ЕУ. Беа во Брисел, се вратија со купус кисел. Па добро, сега не баш што се вика со празни раце, баба ми викаше кој ќе си га бара, тој ќе си га најде. Се вратија со еден поголем компир,
очите да ти истечат колку е голем. Многу е голем. Не требаше да спомнам Дик Трейси. Или не беше компир? Битна на... Битна на К беше. Ебика. Стариве знаја многу животни мудрости. Нараво учение, не е опозицијата виновна. Таче, туку работата е во тоа што предавниците никој не ги почитува баш заради тоа што се спремни на секое предаство за да остварат цел и да останат на власт. Предавникот на крај е секогаш презрен од неговите работодавачи. Ќурко една американска! Така ти тепам, од мило ти га викам вака. Поголем срам и дебакал од овој не можевме да доживееме. Таче, после ова треба веднаш да си дадеш оставка. Ама нема да дадеш. Ти не знаеш што е морал и доблест. Ти всушност не си ни политичар, не си бил во кампања, не си имал програма, ти си клон на Заев. Дик Трейси! Тоа е таа струмичко-кумановска врска. Тоа е еба мамата на Македонија, селјаци и селјоци, ама за испомпување пари од државата сте цареви, посебно со косовариве у тандем, и за правење на голема држава, ама не наша. Автопат кон Албанија, 1.300.000 и тунел кон Косово, 200 милиона. Трансферзала криминала. Или трансферзала голема Албанија без Македонија, пардон, северна. Сите од СД заслуживте колективен презир и плукања, меби квиснишки. Вас всушност ве боли патка, се враќате пак на своите плати од 150.000 денари, додека ние ги броиме ситните пари денеска за лебот од 43 денари. Си викате, битни датумни преговори, само ние да муземе и да лапаме, она што ќе остане од дуи, нели? Ете ви ја вашата ЕУ превртлива, злобна и лицемерна. Какви реформи, какво судство, какви бакрачи, бе. Таа ЕУ прави како што ќе им кажат сад. Тие се главните ебачи на ситуацијава. Секогаш кога има добра ситуација за Македонија, тие го ебат моментот. Ова е познато од корпоративниот свет што тие го измислија. Тоа се сад, бе. Нашите сојузници што ни го сексаат, мадарфакерот на 30-33 години веќе. Ама вие како познати пуси сингер, само дувате и лижете. Балек пуси, смели пуси, вакви пуси, онакви пусис. И чекате да прсне солениот салеп. Што не ги прашате сега зашто седат на страна и фаќаат сеир додека ЕУ и Бугарија ве тртат каде стигнат. Ги заболе тој диктор. Дик Трейси ги заболе нив за нас. Истиот оној Дик Трейси што го лапнавте у Брисел? Лапни си Дик и Трейси! Влада на Република Северна Козебина.